Полни 18 години без собствен дом, но надежта последно умира. Бегалците од конфликтот во 2001 година, иако преморени и крајно разочарани, не се откажуваат од своето право државата да им обезбеди честна компензација за изгорените куќи во Радуша. Покако што велат сите празни ветувања од Министерството за труд и социјала, пред 2 месеци му пишале на премиерот Заев со молба да ги прими за лично да му ја обяснат својата мака. Одговор на нивната молба, речиси 60 дена, не добиле. Вративме писмо со барање за да не прими премиерот и да го саслуша нашиот проблем за да може да ни помогне. Како гледаме, премиерот наоѓа време за све у државава, само за нас не наоѓа време, за да може да не прими и да го саслуша, мислам, проблемот наш кој треба да се реши. Домовите во родното село се урнати, живеат во изнајмени станови за кои државата се уште ја покрива киријата, но се плашат дека ќе останат и без таа минимална сатисфакција. Со текот на времето добар дел од раселените изумреле, оние што останале мака мачат со болести. Велат цели 18 години под туѓа стреја е ужасно тешко. Кога не си свој на своето, мора да ја платиш цената. Некој пат имам од секирање, од нервози, срцето ме боли некогаш, не можам да дишам, од тоа сикички. Доаѓаат газдите, ти дават услови, не знам какви, ако ти се свиѓа, вика, ако не, напушти куќата. Пред неколку месеци, како што Алфа објави од Министерството за труд и социјална политика, им било сугерирано секој засебно да побараат да добијат социјални станови, но првин да се пријавеле како социјални случаи. Се плашеа дека во начинот на кој им се предлага добивањето социјални станови се крие замка, со која би можеле да останат и без покрив над главата и без статус на ватрешно раселени лица. Од Министерството своевремено за Алфа одговорија дека продолжуваат да се грижат за преостанатите раселени лица, како и дека разговарале за решавање на нивното стамбено прашање во други градови. Од тогаш помина половина година, но за бегалците од Радуша ништо не се промени на подобро. Велат дека се што им преостанува е да почнат додат во амбасадите и да пишуваат писма во Брисел. Со иронија додаваат, ако не сака родната држава да им помогне, можеби странците ќе покажат повеќе милост и разбирање.